Овозможено од Меркур Македонија, Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, вие сте на Телма, а ова е картонот од кој поттекнува денешната епизода. Дали оваа реченица навистина звучи толку лошо или пак се има логично објаснување? Кој тука си ја бара младоста, а кој бара заштита и иднина? Дали повеќе се виновни мажите или жените, или се е работа на домашно воспитување? Денеска ќе побарам одговори на овие прашања. Можеме ли да констатираме дека љубовта не познава граници, не познава години, ниту познава апчиња за притисок? На оваа тема денеска разговарам со моите гости. Тоа се: што го натерало да ја испрати пораката на картонот, но и какви се коментари тој лично добил, ке го прашаме момчето со картоните. Кристијан Станковски Бомбакис. Таа имаше изјава дека сака помлади мажи од имаат повеќе кондиција, а дали искуството може да биде компензација за кондицијата, ќе ни каже Сања Барбика. Маж на жена и треба исто толку како на рибата чадор. Напиша еднаш Самка Ибраимовски, што му значеше тоа, ќе ни каже во денешнава епизода. Од стручна гледна точка, логично објаснување на појавата постари мажи и помлади девојки и обратно, ќе побараме од Тијана Ивановска, психолог од себесложувалка. Епа, добре ми дојдовте. Прво да прашам дали ви се допаднаа најавите. Се е во ред? Ајде веднаш да побарам објаснување. Како тоа на жената и треба маж исто толку колку што на рибата и треба чадор? Да, слушнам објаснување. Види, тој е еден афоризам кој треба да знаат луѓето малку. Затоа се афоризмите така кажани, како што јас го кажам, затоа што на рибата не му треба чадор. И што, на жената не и треба маш ли? Добро. За друго не е Во мислил. вода, што ти треба чадор. Добро. Ќе видиме до крајот на емисијата. Треба да се малку размисли околу тој афоризам што сум го пишал. Има и други некои што вака Ќе поинтересни ги се. подискутираме, да. Па некоја вечерва ќе кажеме нешто што досега не сум ги кажал уопште, не сум ги напишал тие афоризми. Така да има еден, да кажеме, на отворено уста мувата не влегува. Аха, добро, да си ја држиме устата затворена. Љубовта не се гледа, вика, но се гледа оддалеку. Ова не го разбрав. Не се гледа, а се гледа оддалеку. Да. Подалеку. Се гледа од подалеку. Добро. Имам јас и поговорки Добро, ќе ги тука, објасним, ја. па ќе ги ако заеднички ќе ги објасниме. Ова на почеток многу некако нагло ми дојде. Добро. Бомбакис, ти си виновникот во оваа епизода заради тоа што ти го напиша тој картон Стари Чичковци. Како беше? Ајде уште еднаш. Стари Чичковци, зашо идете со девојчиња млади? Нели вие тапа да идете со девојчиња млади? И обратно, девојчињата млади, нели вие тапа да идете со Стари Чичковци? Добро, зошто го напиша тоа? Зашо измешани им се, тоест искривени им се вредностите на луѓе у денешно време и затоа мислам дека, не знам, дека гледаат нешто се полесно да поминат у животот и без да работат, немаат ни амбиции ни ништо и мислат дека така ќе си фатат некој што има кеш, што има пари и ќе си поминат полесно животот. Така? Ја барам така го сваќам тоа сега да не биде. Тоа е моje мислење. Сања, ти како го сваѓаш ова што го напишал? Еве, јас го имам тука картонот, вака вика картонот. Ајде, како ти го толкуваш ова? Па не знам. Добро, сега зависно колку стари. Колку се стари? Тоа е прашањето. Ајде, Колку стари се навистина стари? Ајде. И колку се млади девојчињата, пример? Па многу млади да ти кажам, а многу се стари Чичковци, некако не знам. Па добро, да, се согласувам со тоа да е под 18 години, а да е голема разлика. Се согласувам и јас. Али сепак не знам што да кажам, љубовта не познава граници. Така, добро. Тијана, на почеток ќе разрешиме или во текот на емисијава? Феноменов. Добро, сега јас чекам да ги слушнам прво сите, па ја на крај. Па да заклучиш, така. Али ќе продискутираме дефинитивно, мислам. Постои психолошки- таква појава дефинитивно, нели? Постои, да, само што психолошки тешко даваме дефиниции за љубовни случаи, обично. Секоја врска е приказна за себе, така да ќе видиме што може да извлечеме од тоа. Добро, Самка, ти си видел таков некој случај? Сум видел такви случаи, меѓутоа тоа не е љубов. Не е љубов.
Не е љубов. А што е? Тоа е Интерес. едноставно да се каже еве дека постариот фатил помлада девојка и ништо друго. Мислам дека тука љубовта е избришана, не постои. Стварно. Не може да се заљуби девојката? Па не е тоа љубов, интерес во Може прашање. да се залюби у парите. Интерес, Лела, сериозно? А реално. интерес во прашање, интерес, затоа реков. Сања? Па Ајде. да, во право е да. Се Интерес, значи во пари. интерес во прашање. Добро, понатаму ќе видиме, може па ќе произлезе некаде и љубов дека има. Тијана, интерес е само или е љубов? Па пак ќе кажам, зависи од релацијата, али дефинитивно не мислам дека секогаш е само интерес. Па ние да ја затвориме емисијата од интерес, било од пари и затвора. Толку. И прашање зборчето интерес е многу Што го интересира многу мажот, релативен а? збор, зашто се е интерес, се што правиме некаков интерес, нели? Така, самка, ајде ако е интерес, што го интересира мажот кај младата девојка, а што младата девојка кај постариот маж? Што е интересното? Младото го интересира едноставно што е помлада од него и дека подруги емоции ќе чувствува кон неа, него ли кон било која друга постара и така, во тој смисол, али тоа се тоа се плаќа. А, мора да плати. Нормално. И колку пари е тоа на неделно? Па сега ја не сум имал таков случај, меѓутоа сум слушал дека има доста. Колку плаќаат? Па плаќаат луѓето се, тоа е зависи како ќе се договорат. Во меѓу себе. патувања, во летувања, во гардероба. Па има и тоа, и шопинг има, натака, навака, надвор од држава, во држава. Така да, Интересот е поише за надвор од значи државата. све комплетно кој ќе се сумира, све е интерес во прашање. Аха, така, Бомбаке се согласуваш од надвор од државата или од напред од државата? скроз, не, надвор, шо тука можеме сите да ги носиме до Охрид, до Берово, до било каде, ма тешко е надвор да ги однесеш. Ама друг вакво факт е дека исто во задње време дека и машките истото го прават. Да не бидам сега Значи, да постари и жени. Да, Значи, реално. помлади момци со повозрасни жени. Да. Да, имам и таа. Да, има и такви Аха, случаи, и такви се. случаи има. Добро, добро. Значи вака. Ајде сега ние да побараме едно логичко објаснување. Вика вака, дека мажите бараат нели помлади девојки од три причини. Прво, заради тоа што губат самодоверба, заради изгледот. Втора, дека имаат страф од старење и дека се недокажани на љубовното поле, пошто нели кога биле помлади, бркале кариера, успех и така натаму, не успеале да се докажат. Сега, како изгледот влијае на самодовербата? Да слушнам, дали си фаќа помлада девојка за да изгледа некако попосакуван и веднаш се разубавува кога има помлада девојка до себе? Па не. Не? Не верувам. Па некако вака пука со самодоверба. Кога има млада девојче. Кој ќе има млад девојка, Да. па не знам што да ти кажам на таа тема, ама мислам дека нема врска, пошто онако ако е више, мислам, ако има самодоверба, мислам, мора да има самодоверба човекот чим стигнал до некој ниво. И зашо му е некоја девојка млада за да има уште повише Па самодоверба? да се фали? Не? На Самка? кого, не знам. Како ти звучи тебе? Не знам, мажот во позрели години, па му треба самодовербата да му се врати, дека уште е атрактивен и посакуван. Тоа се луѓе кои не можеле во времето да покажат нешто така. И сега сакат да се докажат дека ете тоа е тоа. Меѓутоа, моје лично мислење дека помладата особа нема да прифати тоа онака како што. Аха, она сака тајно да се гледа со него. Па сигурно сега, ако има поголем интерес, ќе сака повише пати да се гледа со него. Аха. Што е, Ама во јавност или не? зависи од особата. Дали сака јавно или скришно. Тоа е многу. Тоа е прашањето како е договорот меѓу нив склопен тој договор, дали јавно да се гледат или потајно да се гледат. Добро, Сања, А како тоа и тебе се- ти Не звучи? може никој да крене самодовербата. Не се сложувам со тоа. Значи, девојка не крева Ако самодоверба на немаш маж. ти самодоверба во себе, ни девојка ни ништо не може да крене. Ајде, абсолвирај ти, Ана. Па што знам, ја мислам дека нема толку врска со самодовербата колку што има врска со сексуалната привлечност, пошто ние како жени факт е дека со тек на време старееме и така се случува бременост, се случува да кажеме стануваме помалку привлечни на некој начин од кога сме помлади.
И сметам дека... Сакаш да кажеш дека мажот повеќе е привлечен од младата жена заради тоа што таа е посексуално атрактивна? Па, Така? според мене мислам дека да. Меѓутоа пак зборуваме за зрелоста на мажот, нели? Маж кој што е навистина зрел, емоционалната приврзаност за жената не ја гледа само преку аспект на изгледот, така што веројатно повторно зборуваме тука за маж кој што можеби воопшто не ни бил зрел за некаква сериозна врска, па потоа, нели, пресудна му е надворешната убавина само. Добро. Сега вака се случува за жал, иако не знам за кого ти беше ова чичковци стари, дали алудираш на слободни мажи или обично тоа се женати мажи па кои што бркаат помлади девојчиња? Општо, али у принцип се тие што имаат жена и што бркаат помлади девојчиња, да. Зошто го прават тоа? Затоа што секој ден граф не се јаде, нели? Леле. Па така е, мислам сите знаеме што да се правиме се на тоа што така они мислат, да. И сакаат да се издосадно им издосадува и сакаат нешто да променат и сакаат нешто да направат, нешто ново за тоа. Ја така мислам. Значи, ова е моје Чекај мислење. сега, само мажите сакаат така да пробат? И жените, зборам, зашто имам исти два Да, картони. имам и за жените, прво да ги Само што одработиме не го мажите, најдов, па после да. на жените ќе идеме. Така? Како звучи ова? Значи, дека во суштина имаат жени по дома, ама сакаат да пробате ништо младо. Видите, мажот не би правил, кој би бил жена со женска, ако нема од другата страна некоја што сака да прифати тако нешто. Аха. Значи мора некој да прифати, он може да сака кога сака, треба да прифати другата страна дека е тоа така. ми било да ја одбија. Да, значи тоа е малку дискутабилно тоа, околу тоа дали мажите се криви или Тоа. жените се криви. Значи тука е, ја би рекол, ја поделил тоа како една приватизација која се прави во фирма, 60 со 40% така вика На кој се собственост. 60%? Ја бих рекол 40% се мажите, 60 жените. Затоа што мажот не би можел да направи ако нема женска од другата Ако страна. нема повод, да. Сега на крајот ние сме Позно, криви. ајде, Сања, слободно. Сега на крајот ние сме криви, така? Те па гледаш, Ша- така кажал. Ја кажувам вистината се, ја имам Дали големо Сања искуство. брани во тоа. женска страна? Не знам што да кажам. Не бива. Сега, од друга страна пак викаат, рече дека му било досадно во бракот, па отишол да бара ништо друго. Сакаш да кажеш дека и жената која што е во брак со тој маж сноси вина? Па, што знам, можно е, зашо знаеш, после некое време станува монотонија ако не е интересно бракот, ако не е нешто. Жената си го брка мажот од дома? Не си го брка тоа, да Него? не го. Си брка друг маж. Знаеш, не знам сега дека ќе ти споредам со новата песна на Шакира што е направи монотонија и се вика песната како И не е затоа ни ја до мене, откачи овој. не е ни до мене, не е ни до тебе, него монотонијата не уби. И за него е напишана за Пике, пишана песната и тоа е тоа уствари, за Да тоа не ја барат, слушате Шакира. за тоа барат некој си излез, али ако си ја сакаш доволно жената и она мажот си го сака, нема тука што да бараме други особи у нашиот живот. Добро, ајде да Баш слушнем. напишав ја, Ајде, ајде. ако читавте пред некој ден, напишав еден афоризам околу ова прашање. Вика, жената најлесно може да го превари, излаже мажот, ако е мажот залюбен во жената. Стварно. Да, тогаш е заслепен. Аха, он е заслепен и не ни гледа, а? Значи, не гледа тој. А обратно? Право. Што ќе каже он све ќе прифати. А обратно? Па се обратно, значи, исто ќе важи и за мажот Да. тоа. Значи, дали, ајде да го одговориме и ова прашање што му го поставив. Дали, навистина, и жената е виновна ако мажот, например, ја изневери? Жената, сопругата него. Дали сноси дел од вината? Има некој си 20-30% вина. Проценти почнавме, а? 60, 40, 20, ајде? Сноси ли Да. вината? Па јас мислам така, сега не знам. Ако му е убаво, нема да ја изневери, така? Не би рекол дека ова верност постои и мислам дека све зависи од личноста која е, дали мажот или жената. Каков им е односот во брачната состојба, тоа многу зависи, големо прашање тоа, затоа што не игра улога ако има убав живот со жената и све што треба, не би одел на такви чекори како што прават и ги има такви. Затоа викам дека ако има идеален брак,
не би прифатил да иде со друга, па без разлика. Или тоа би го правил некој што не е изживеан. Така неизживеани. Значи, Да, тие има и мажи што таква, бркаат има. млади девојчиња се неизживеани, така ли? Мажи. Мажи што бркаат млади нема- девојчиња се неизживеани. Не е изживеан. Што? И обрат. За мене. Добро и обратно, имам тука и за Да обратно. не биде после Обратно има и жени бомбаки, вако шовинисти. Феминист, шовинист, така. Да. Значи, тие кои што бркаат млади девојчиња, односно тие што бркаат млади момчиња, жени, се неизживеани. Така? Тијана? Беше интересно ова што го спомна Бомбаки за изневерувањето, за неверството. Ми се случувало често пати кога работам со двојки, психотерапија со парови, неверството како конструкт многу често се носи во голем дел од конфликтите. И првото нешто што ги прашувам паровите, што за вас е неверство, затоа што кај различни парови различно нешто е неверство. Има парови што неверство доживуваат ако, не знам, мажот на лајкнал друга слика на Инстаграм на некоја девојка. Леле. А има и парови што, например, се согласиле дека, не знам, може да се гледаат со други луѓе, тоа за нив е во ред. Тука кај нас во Македонија. И апсолутно да, така да Сериозно? така Се да договориле? Има. многу е важно да човек се Нешто знаете ви. Да. Стварно? Има. И? Се е по дома во ред? Договор. Тоа е стварно договор. Договор на дел. але е Ја многу важно одам да со човек се друштво, познава ти- себе, така да Како? Јас се одам со друга, ти? Не, јас одам со друштво, ти одиш со друштво. Терај си како што знаеш, вечер се гледаме. И вечера на вечера по дома. Дома се перат, лиштата све. Да, ја имам такви некои случаи што ми се блиски. Си имаат некој отворен брак, да, и си знаат се што се деша, али битно тука све прават за семејството. Како беше Не знам, ваше мене ми е детство? Нашата е чудно најубава. малце, ама Швалерката. зошто да не, ако тоа функционира за партнерите, според мене, неверството е најголем проблем кој е сокриено. Така да ако човекот сам си се познава и си знае дека не е за моногамна релација, зошто да не бара партнерка или обратно, нели? Зошто да не бара партнерка која би била отворена да по потреба се отвори в релацијата, па Сега, ајде да ми одговориш и на прашањето дали партнерот е виновен ако овој другиот го изневерува? Сноси вина? по мене никогаш не може друг да биде виновен за моите постапки. Секогаш Потврдено јас сум од психолог. одговорна за сопствените бели. Така да Так. не може партнерот. Повторно е прашањето зашто јас сум прешла да постапам така, зашто не сум разговарала прво, зашто не сум комуницирала. Нели, прво разговараме, па после преоѓаме кон дејство. Така. Сега уште нешто, вика дека многу повеќе овој однос на постари мажи, односно постари жени со помлади партнери или партнерки, е кај успешните мажи, односно кај успешните жени. Колку е побогат мажот, демек толку поише е склон кон изневерување и обратно со жената. Важи ли тоа дека успешните мажи поише бркаат млади девојчиња? Или не важи? Тебе те А прашувам. мене ме прашаш, да, си мислам ми дека да, авторот. пошто имаат више све у животот, дома им даваат све, имаат све децата, имаат све жената и они после си бркаат некоја друга работа. Не знам, јас зборам све од искуство, што имам видено и што имам чуено и тоа со докази. Не зборам само не Ти ги извадиш доказите? Не млатам празна слама. Добро, па за А тоа си ги викнат барам како докази. стручњак и ти што Не барам докази, пошто е тене. Аха, значи Не е почесто за се овој мис. успешните. Да, може после ќе ви кажам, ама сега не. Да. Такви случаи има. Он е успешен и мисли дека Го фат, како викаат, го секоја фатил Господ за успешна брадата, жена кај може нас да има ја еден освои. изрек. без разлика тоа дали е вработена кај него или негде надвор, тоа се тие луѓе кои сакаат секогаш да имаат промени и го прават тоа и сега и Сите И сакаме така ќе промени, остане. ајде сега. Кажи. Сите сакаме промени. Ама, Ама, сега не знам колку е тоа, сега дека имал па бркал, јас мислам дека сите си терат. ти си имала понуди од така постари господа? Чичковци. Чичковци? Не. Не. А доколку имаш, како би постапил? Па не знам. Не знам. Сум била и со постари од мене и со помлади од мене. Ама не знам какво е чувството. Добро. А ајде одговори ми ти на тоа прашање дали е виновна жената ако мажот изневерува? Вака сега, јас не сум била во брак никогаш Така. и не знам како да го објаснам тоа. Добро. Вака од страна слушаш, еве, он не е Од во брак, страна од гледано искуство и од збори. многу случаеви што имам, да, што имам слушано,
мажите зборат за жените, жените ние се збориме за мажите, така? Добро. Секогаш има и од двете страни по некој проблем за да се изневери. Или тој да посегне по друга жена. Добро, значи си се држиш до тоа од почетокот што кажав, пошто те прашав како би се однесувала доколку добиеш понуда од постар господин, дека младите се со кондиција подобри. Така ли? Не идеш со искуство. Тоа ми е мене одамна изјава, не знам сега. Мене ми се поклопи со емисијава, така да, видов, да. Значи искуството не го менуваш за кондиција или обратно? Кондицијата не ја менуваш за искуство? Па не знам, дека малце од поодамна изјавата не би се согласила сега. Значи се менува. Сега сакам нешто постаро. Како стариам, така сакам постаро. Добро. Без старца нема ударца, вика. Убаво кажано. Добро, сега старо, сега збориме за разлика од мене да е пример за мене лично зборам. Мене ми одговара разлика од некој си 5 до 8 години да е постар од мене. Тоа не. Да. Без старца нема ударца. Што значи тоа? Ја никогаш не. Стара кока, добра јуха, вика. Ама тоа на исто ниво ли е? Па видете сега, ако сакате да, мислим, да отвориме тема околу ова, има многу што да се каже. Ајде. Има такви случаеви, што го постигнал врвот го постигнал и сега сака, вика азган кога е некој. И сега, ај, ќе се прошетам вамо, ќе видам ова, ќе ја видам она, ќе ја видам ова и така се понаша, затоа што едноставно све достигнал врвот, сега сака нешто поинтересно да му биде. И после па се враќаат кај жена. Па, има, али тоа што рече и колешката, нешто потајно го праја тоа, сигурно не го праја јавно да знае жена му. Тајно си е, добро. Што е и нормално тоа. Добро, сега вака. Значи, јас имам слики на познати личности кои што генерално имаат голема разлика во годините. Некои се брачни парови, некои се само во врска. Сакам вие да ги погледнете и да издискутираме за тоа дали се од љубов или се од интерес заедно. Значи, Силвио Берлускони има 86 години, девојка му има 28. Еве како изгледаат. Дали овдека се пари, интерес или е љубов? Прекрасен пар. Прекрасен пар, ова е љубов скроз. Прекрасен пар. Како чекај да видам уште едно. Прекрасен пар, викам. Да. Добро. Преубави. Значи, се сака. Чиста љубов. Колку години се разлика? 53. Да, 86 и 28 имаат. Ич не има. 58, така многу. Добро. И ова е љубов или се пари? Или интерес? Они си знаат. Се разлика. Добро. Само тие си знаат. Се сакаат ли децава или не се сакаат? Скроз љубов е ова. Ја мислам, тврдам дека е љубов ова. Добро. Добро. Јас би рекол дека Берлускони ја сака, а она интересива. Може и така, пола на пола. Добро. Сега, ова е еден познат диџеј, Джан Лука Ваки се вика. Неговата можам да кажам. жена е Сара. Сара има 25, Джан Лука има 53. Па за Джан Лука Вачи, пошто го следам из... И јас го следам, јас мислам дека е љубов. Да, дека има тука љубов, да. Да. Ама тука не е саркастично, ја стварно мислам дека нека Се сакаат. Добро, околу 20 години. Пошто и он многу добро изгледа сега да се разбереме. Ајде од нашето соседство, значи ова е Харис Джинович, неговата сопруга. Значи Харис има 71 година, Мелина има 43. Ова е љубов ли е или се пари или е музика? Ова е музика, устави. Музика, немам коментар за... Пошто не ја знам сопругата него. Популарност. Популарност, да? Не знам. Како ти изгледа? Се сакаат ли децава, младиве или не се А сакаат? што е женава по професија? Да, Жената тоа е и мене модна ме креаторка. интересира. Како? Модна креаторка е жена. Речи, има Колку тука имат разлика? реклама. Некоја. Он има 71, она има 43. Па добро, сега да се разбереме, тој не изгледа за тие години. Харис. Значи, љубов. Ја никад не би му дала Смешка помаки 71. само. Ја ќе кажам музика, дека Музика. Дијана? и се свиѓала музиката што ја прави Имам малку човекот. неблагодарно е вака да зборам за специфични парови. Али од преходната слика, пример, Джан Лука Ваки е, имам читано за неговата историја и е доста пример за човек кој што лошо менаџира со парите и троши
лошо финанси, живее на раскалашен живот. Како така викаат, ако немаш среќа у парите, имаш у љубовта, му се посреќила љубовта на човекот. Овдека има со бркови, како беше додека не мрдне на старецот бркот, нема да заигра девојката, така викаат. Значи овдека имаме љубов. Па, ви кажав ја по мене, он е популарен, покрај него она станува популарна. Добро, добро, ајде. Значи ова е Кетрин Зита Джонс и ова е значи Майкл Даглас. Майкл има 78 години, Кетрин има 53. Има ли тука љубов? Знаев дека ќе ги пуштите овие, ама не знам што да кажам за ја, немам стварно коментар. Пошто селебрити си двајцата, така да... Не ги познавам јас, не знам. Добро, ја не ги познавам, ама вака ги имам видовна слика. Не ги знам. Да ги прашаме да. нив најдобро. Има љубов тука. Добро. Како ќе видиме преку слика дали има љубов, тоа не ми е јасно. Па ете така. Дали изгледаат складни или не? Од очите да им се дешава нешто. Се дешава, а? Добро. Ајде, сега да идеме обратно. Значи, зборувавме за постари мажи и постари помлади девојчиња, сега идеме обратно. Значи, овие се исто така од нашето соседство, значи таа е креатурката Верица Ракочевиќ, а тоа е Велјко. Велјко има 37 години, музичар е по професија, Верица има 72 години. Има ли тука љубов? Тука нема љубов, ич се гледа на слика дека нема љубов, дека све од за реклама и од интерес дека си од двајцата. Како изгледа? Моја мислење. 72 години има жената, он има 37. Го сака ли? Она може го сака, ама овој дали ја сака е прашање. Она го сака, така? Она сигурно го сака. А, добро. А он дали ја сака? Ајде, како изгледа ова? Па не, реков, не е љубов. Не е љубов. Не е љубов, Тијана? Ма не можеме така да тврдиме. Дефинитивно би ми ја скинале лиценцата ако коментирам за љубов од слика. А, добро, значи ти професионално, добро. И уште еден пар кој што е многу популарен, многу зборуван, значи тоа е францускиот председател и неговата сопруга. А, сум наставничката. Значи, таа му била наставничка, така? Дали овдека има љубов? Жената има 69 години, мажот има 44. Овоја сака 100%. Добро. Ова е тоа стара кока добра јуха. Толку, тоа е коментарот. И Да. јас се согласувам. Добро, добро, па добро одговорени. Сега дали се точни одговорите или не, тоа на крајот ќе видиме. Они се знаат сами да... Добро. Одлично, значи сега можеме да искоментираме и обратно. Во однос на жените кога бираат помлади момци, се чини дека некако им се простува на мажите ако одберат помлади девојки, меѓутоа ако жена оди со помлад дечко, тука веднаш почнуваат они. Што е на ова? Нели треба поинаку да се однесува, како може? Ајде те слушам, немаш картон за старите? Немам, да, немам Добро. картон за тоа и пошто немам уште мислење за тој не сум го напишал, али не знам, си имаат желба и жените, како што си имаат и мажите и они си пробуваат нешто да направат. Добро, а зошто го прават тоа? Знаеш? Помислам дека они го прават за маца да се осеќаат помладо и за тоа. А, така ли? Ајде, Да. Тијана? Зошто би го правеле жените тоа? Па има еден многу балкански стереотип дека младите мажи се незрели. А они деца си бараат, сакаш да кажеш. И дека нели треба не е туку по некое непишано правило, нели мажот треба да е постар од жената. Така, да. Така секогаш се зборува и се пренесува низ генерации. Така да за кога тоа мажот е постара, жената е помлада, е нормално, нели? Ама кога женава е постара, не е нормално. Така да мислам дека најверојатно тоа таму доаѓа, дека жените нели побрзо созреваат, мажите поспоро и затоа треба мажот да е постар, жената да е помлада. Како делуваат тие врски кога жената е постара од дечкото, младо пиле никој си фатила? Па види, бака, јас што имам видено такви бракови, кои биле, жената била, да кажеме, постара, Мажот помлад, добро. да. И многу брзо доаѓа до... До развод. Да, многу брзо. Имал такви случаеви. Сум видел, па ете, во моментот кога и стапил помладиот, му било интересно тоа, може и било во моментот така заљубен, да кажеме, заљубен. И со текот на времето
излегува низ град, сигурно гледа зборат другари, кај ја најде, што направи, како тоа, и тоа делува. И доаѓа до раскинување на таа врска. Има такви случаи. Доста ги има кај нас, баш во Македонија. Имам и другари, например, што мислам не би било добро да кажам сега кои се и како се, али има. Кои се развеле, биле во брак, постара, помлада и така, Помлада или се постара? раскинува. Добро, ако Така завршува. жената е постара, да, како Тие жената претежно така завршуваат. Аха, со развод. Добро. Како ти звучат тебе тие врски? Па... Рече си била и со сум помлади. Да, И? сум била у таква врска, ама тоа е релативно на почетокот ти е интересно, после гледаш дека не си ти на иста фреквенција. Тука нема муабет, некако бегаш и со умот и со муабет. И И па како си наоѓаат овие муабет? Зависи, нели, колку е тој развиен во мозокот. Еве Макрон со жена му, како си наоѓа муабет? Зашо си прават? Може За муабет не си школските прати, денови. од кај знам. За школските денови. Зашто Или не ги мажот ти е стави цело време тетка? на службен пат. Она него ни гледа. Кога биле на екскурзија, можеби. Зашо ме караше, зашо... Не ми даваше да излезам во цел. Она се уште му учител. Па сигурно учителка ја вика уште. Добро. Добро, дечки, дали може да одиме сега на поговорки? Имам тука поговорки за мажи, за жени, за врски. Чисто да видиме како размислувале повозрастните, односно во старо време како се размислувало, какви цитати има, да се извлечете по една, па ќе го искоментираме. Може? Ќе се извлечем и јас. Ајде. О, кај чоколачи доаѓа. Како колачиња, да? Значи, ги отворивте? Требаше да чекате на мој знак. Еве, ајде, Сања, ти прва, бидејќи беше најпослушна. Ајде. Ајде. Леле, не можам да го замислам ова. Кога мажите би имале менструација, би се фрлиле со големина на нивните тампони. Би се фалеле со големина на Би се фалеле. Да или не? Да. Не знам. Не, да, добро, Мислиш Бомбаки. ќе се фалат со тампоните? Да. Би се фалеле? Бомбаки, сакаш ли да го искоментираш? Ајде, Не помогни ми. Не знам што да кажам, мислам дека, не знам, Да. сигурно Како би се скоро? фалеле. Какав тампон ја Сигурно, носам, да како знаеш. Сигурно би се фалеле. Би се фалеле мажите. 100%. Да. Само друго е, али да, Да, ќе реално. се фалите, Чекај, вие реално. мажите се фалите за тоа? Па за све се Не фалат. знам ти што мислиш. Па за големината сигурно. На тампонот. Да. Добро. Ајде, прочитай го твоето. Ја Те моето? устрани. Да. Не. Жената е као сенка, ако трчаш по неа ќе се помести, ако трчаш пред неа ќе трча по тебе. По уствари, па да, чисто вистина е ова. Пошто има некоја логика со која знаеш која игнорираш некој ќе трча по тебе, а кога идеш цело време кога напињаш, кога си бега од тебе. Мислам дека, тоест не мислам него, така е. Така, добро. Ајде, Самка. Не е твојот афоризам, меѓутоа еве. Па не, Ајде. ако мажот од жената бара само едно, тогаш таа за ништо друго и не е способна. Мислам дека не би се согласен со ова Не, прашање. Да. Зошто? Не е во прашање само едно да се бара. Прашање да има убав добар живот и од едната и од другата страна. Добро. Тијана? Никогаш нема да разоружате жена со комплимент, но секогаш може да разоружате маж. Па не знам, мислам дека нема човек што не ска комплимент. Така. Нели си да сме еднакви? Така да, дефинитивно, Значи, кој поише паѓа на комплименти? Маж или жена или двајцата подеднак? сите паѓаме на комплименти. Сите, а? Добро. Бомбаки стака? Сите паѓаме, нормално, еднакви сме. Добро. Жена умна и разумна не го остава мажот да страда. Ова е некоја народна умотворба. Значи, жената ако е умна и разумна, мажот нема да го остави да страда. Вистина? Тоа Абе, вистина малце е. треба малце некојаш да си пострада.
Да ги треба да ги оставиме да пострадаат, Да. а? Зошто? Па така рестарт малце да мудриме. Да не сакаат поише. Добро, добро. Ова како звучеше? Значи умната и разумната жена нема да го остави мажот да страда. Па што сега? Ни сум умна, ни сум разумна. Добро. Да знаеме кога ќе се мажиш. Чим е со мажот, мора да е умна. Она знае што му треба и како му треба. И обратно е од она што го кажав преска дека треба да се негува и обратно и жената треба да го негува мажот. И Обострано. мажот жената. Така да тоа е обострано треба да биде. Значи не, ако не го направи тоа, значи нешто друго ќе се случи. Добро. Тијана, тебе како ти звучеше ова? Не знам, мислам дека полот не игра улога во тоа кога нас не е убаво партнерот да ни страда, тоа не е баш Треба да така. не е баш човечко. Така да било кој човек, дали е маж или жена, ако е окей со тоа партнерот да му страда, нешто не е во ред. Добро. И во добро и во зло заедно сме, нели? Така ли? Добро. Ти не си женат, нели? Ама ја побара сега девојка уште ти? малку, да. Кажи како ја побара девојка ти, многу ми е битно и зашто мораше тоа да биде јавно и помпезно. Па не, добро. Како ја побарав на плажа во Грција. Добро. И решив да си го обијам ке мене на... Зошто? Па, За да шо знаат знам, сите не. дека си зафатен или? Не да знаат, не, таман работа да знаат, зашто не знам, све си објавувам на Бомбакис на профилот и тоа ми беше као сам да го имам таму да стои некаде. И затоа си го објавив, не дека треба да знаат сите. И да знаат и да не знаат исто им се фаќа, така да И сега која свадбата? И дали ќе го земе твоето презиме? на 30 јуни, а дали ќе го земе, не знам, нека си одлучи она. Сериозно? Да, ако сака, ако не ќе, пак окей, ако сака двете, ако сака три, нека стаи. Не ми Битно да менја си е ништо, твој. да, битно да. Битно Добро. знам на што сме. Добре, сега прашувам за бракот, така некако ќе направиме вовет. Колку реално од тие врски со голема разлика во годините завршуваат со брак? И кој е потравматизиран од тие врски? Ајде ти со твоето искуство рече, јас познавам такви луѓе, стварно ли има кои што завршуваат во брак? Па, ја ти кажам, за моето искуство има предходна вереница и раскинавме. Што беше доста помала и валја не беше доста созреана и не знаеше што сака у животот да прее. Добро. И не беше живеана и затоа ја си најдов сега друга и е колку мене и мислам дека окей се слагаме и дека се до сега е окей. Да чукнам од дрво. Добро, тоа до 30 јуни. Добро. Па Држи ќе се. видиме што како понатаму. Да се види после пасо картон. Па ета среќа. Немој. Не се шалам, таман Значи, сега да прашам одлично, доколку ќе се обратам таму, доколку вашите деца или внуци решат да имаат некој повозрасен партнер. За брак, за врска, што ќе направите? Ќе суфлирате, ќе сугерирате, не или ќе им ја пуштите емисијава? Гледайте што сум кажала емисијава. Видите, ја во тој дел не би се мешал, мислим, во нивната одлука, бидејќи тие се зрели особи, не се непунолетни, Ама нема да ви биде нека се сеедно. одлучат. Не, видите, ја као родител можем да му кажам да размисли едноставно, ништо друго не би му сугерирал. Немој дека е постар или помлада и така натаму. Него едноставно би му рекол, ти сам се одлучуваш, размисли си, после тоа не барај поддршка од мене за твојата одлука. Погрешна одлука донесена. Значи, имам такви примери. Значи, И во се има фамилијата- тука примери со искуство, со примерите. Не, примери Што ви имам. кажат примерите? Имам во дел од мои другари, така што сум со нив во контакт и ден денеска. Има жената е постара, он е помлад, меѓутоа тоа си се све коректно. Си имаат деца, си живеат супер одлично, така да одлуката му била исправна на мажот што ја зел постарата жена. Си размислил. Едноставно, не можеме да се мешаме и тоа би била најголемата грешка кога и родителот би се мешал во одлуката на своето дете. Може да го предупреди, да му укаже на работи што дали се Добро, исправни значи. или не се исправни. Значи, тука родителиве не може да ја превоспитаат девојката што идела со повозрасен, односно дечкото што идел со повозрасна жена. Не бива, а? Не бива. Не може да те, ако ти си одлучила Сања да идеш со некој повозрасен господин, дали би можеле да те спречат Не. родителите од дом? Не. Не.
Не, еве потврда. Тијана? Затоа викам. Не знам, мислам дека многу либерално ги сваќам работи да светот во голема мера го движи патриархатот, така да не е баш така едноставно, особено за жените кога бираат партнери, не е баш толку слободно место за живење светов, така да и од она што го гледам во пракса и во секојдневие, едноставно ние на некој начин и традицијата тоа ни го сугерира, нели, кога си давате збор, треба да го представите избраниот партнер. Он пред постар од семејството, татко ти. Треба да го одобри семејството. Или постар од сонцето рече. Или не знам, ја даваме невестата. А невестата треба да дојде Доаѓа дедо некој, так постар од таткој. и Не знам драма тука, поема немам, не ќе да замислам што ќе се деси, али секој си знае што прави сам за себе најбоље. така, ама ти си дефинитивно против. Па не знам, според христијанството кое верувам ја, 11 години се дозволени да имаш граница некоја на возраст од ја ќе му кажам тоа, па они после тоа некак што сакаат нека прават. ќе ја префрлиш Моето таму. ќе си го кажам ја, а после да оставам на нив. Добро. Сега се случува, нели, таквите врски постојат, сведоци сме, меѓутоа се случува тие врски и да завршат. И најчесто мислам дека девојките имаат поголеми очекувања од таквите врски, нели? Ако он е во брак, ја лаже дека ја ќе те земам. Така ли? Да, па Обично така се случува и она секогаш живее во некакво очекување и во нешто дека ќе се случи, ама не се случува. нама слепа е улицата, ето тука е, нема што ќе каже на жена му после. Тоест може, ако нема образ, нема чест, достоинство и такви ствари, може, све е можно. Или е во Све отворена мо- врска. Све е можно у светот, више не ме чуди ништо. Така, кој излегува поистрауматизиран од тие врски? Мажот или жената? Ако е постар господин, а е помлада девојката. Девојката сигурно. Па некогаш може и мажот да излезе. Може ако се заљуби, тен се нормално. затреска, да. Така? Да. Може има искуство, не знам да кажувам. Не зависи до девојката. Да, имаш искуство? Не, немам искуство, ама не значи дека само жената да излезе травмизирана од случаев дека не ја земал за жена, може она па го оставила, па тој пати. Може. Ајде. Кој поизлегува травматизиран од таква врска кога е постар господинот помлада девојката? Па нема трауми тука, зашто трауми? Нема травми? Ако се окей, ќе си се зема, ако не, ќе си се разведа. Ама не, ако се, например, се во врска, така? Да. И сега девојчево е заљубено во него. И он после некој време Во женен човек, така? Жена. Па сега зависи Валерка, зависи кој е Валерка да се залюбен, разведе. жената или машкото. Па на телевизија покултурно зборам ја. Па како демек ба сите знаеме. сите знаеме што е тоа сега. Па има, видите сега, сигурно ќе има трауми едната или другата страна. Зависи кој кого сака повише. Кој поише пари вложил. или женско. Врската. Каква им е врската? Тоа сакам да кажам. Дека ако им е окей врската, нормално дека едниот ќе пати. Тоа е и нормално. Секогаш кога ќе се налутат двајца, Абе, кога ќе размислиш вака, Кои се јас во мислам врска? дека патат и тројцата. Тројцата патат Е, па рече. да. Кои се тројцата? Па мажот, жената и жвалерката си патат меѓу себе. Најбоље сите да си живеат заедно. Да, бе. Ора на врска, Шубаво. сите тројца патат. Добро, јас мислам дека можеме да привршуваме. Имам подароци за вас. Така да ќе ги замолам сега, ќе замолам сега еден джингл за да ги внесеме подароците. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве, веќе сме при крај, значи ќе одиме со заклучоците, веќе ги имате и подароците од нашите драги пријатели, значи тука се Меркур, веќе новогодишната програма на големо се наоѓа во нивните продавници, така да секој си има посебен подарок, значи со новогодишни дезени, повелете, еве. Значи новиот број на убавина и здравје веќе е на киосците, ќе го добијат и нашите гости. И исто така имате витамини, минерали од нашите драги пријатели Кенди, повелете. И имаме паста која што прв пат доаѓа на македонскиот пазар. The Pink Stuff се вика, значи чисти се
освен гревови, да знаете. Така да сите ќе добиете и ќе пробате по дома дали стварно се чисти. Сега, пред да одиме со заклучоците, дали и кога може да се оправдаат ваквите врски, значи со голема разлика во годината, нешто ексклузивно, таму ми рече господинот Самка дека ќе ни каже од своите афоризми, може и повеќе да прочитате. Ајде. Па вистината на култура се одредува со односот према жената. Сега викаме зошто нема канти за ѓубре пред собрание. Зошто? Затоа што ѓубрето е внатре. Ова колеги ме ако се наљутат, што да им кажеме? Па добро, јас сум бил пратеник, што се не тоа. Сега веќе не сте во собрание. Затоа можете да го прочитате Значи, тој афоризм. Овој афоризам треба да разбира што е, На картонче. зашто е кажан така. Добро. Да се исправат малку. Океј, имаме ли заклучок на целава тема? Дали може да се најде некакво оправдание или Бомбакис каков картон следува после сево ова кое што го дискутиравме во Не, емисијата? заклучок. Заклучок сите нека прават што сакаат, пошто се големи, сами се бањаат, така да. Само да бидат Секој си ги среќни. сноси само последиците. Да, само да бидат среќни, тоа е Сигурен ли најлепо. си дека сами се бањаат ако он има 86, а она Има- 28 години? Те се само бројка, а затворот е само соба. Отидовме за афоризми. Ајде Тијана, кога може да се најде оправдување на ваква врска? Што знам, кога е стварна договор и кога двете страни уживаат во љубовта и кога има сплотеност, кога има на некој начин слога меѓу партнерите, не е важно колку години има и кога гледаат во иста насока. Без разлика колку години има. Па сега без разлика сега, и да не си многу... Не може сега татко да ти биде, вистина факт е тоа. Убаво кажа, 10-11 максимум, ама сега 20-30 не оди. Така, добро, ви благодарам многу. Поучна беше и емисијава. Картончево, ќе го скинете? Ќе си го чувам. Или ќе си го чуваш? Ќе си го чувам, ја Ќе за си не го дај чуваш? Боже, да. За не дај Боже. Благодарам многу. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости, ви благодарам вам што бевте мои гледачи. Не заборавајте секоја недела во 17 часот на Телма. Не гледате нешто конкретно и на Facebook, и на YouTube, и на Instagram, и на TikTok. Ве поздравувам.